Председателе, го толкувате повторно деловникот онака како што во моментот ви одговара на вас. Најпрво врска со процедуралното. Согласно член 88 на координатор на пратеничка група, заменикот на координаторот и пратениците кои не се членови на пратеничка група, кои сакат да говорат за неправилна примена на деловникот, председателот им дава збор штом ќе побараат. Ние имаме двајца заменици координатори. Ако од вашите пратенички групи немаат двајца заменици координатори, тоа е ваш проблем. Значи, ниту пишува координатор број 1, ниту пишува координатор број 2. Си пишува заменик на координаторот ќе му биде даден збор веднаш кога ќе побараат. Ниту ми беше дадено веднаш кога побарав, ниту пак односно баравте да излезе и другата заменичка надвор и координаторот за да можам да добијам процедурално. Сега, во врска со останатите членови за кои што преска останавме недојаснети. Почитуван председателе, вие очигледно не ги читате предлозите на закони кои што пристигнуваат до вас. До председателот на собранието од нашата пратеничка група во петокот беа поднесени 10 предлог на закон. Во пропратното писмо на истите го цитираме членот согласно кој бараме дополнување на дневниот ред. Односно, согласно членот 70 став 1 од деловникот на собранието бараме предлогот на закон за изменување на законот, еве јас поднесов за заштита на децата, да се стави на дневниот ред на 71-та седница на собранието, закажана за 10 мај 2022 година. Значи, ова го пишуваше на предлог на самиот предлог текст и на материјалот кој што беше доставен овде во собранието. Очигледно вие ги разгледувате материјалите и рековте самите дека утврдувате итност. Па тогаш треба целата македонска јавност да знае дека вие ова право го немате, согласно деловникот, а од друга страна, ако сте го прочитале материјалот, ќе видовте дека Законот за заштита на децата е итен. По втор пат се поднесува во ова собрание. Има протест родителите на децата со посебни потреби поради барање, ова истото барање. И навистина, ако сте утврдиле дека овој закон не е итен, тоа е ваш проблем, а во исто време и срамота е, односно треба тоа да го знаат граѓаните на Република Македонија. Сега, уште еден член од деловникот. Членот 76. Пред утврдување на дневниот ред, председателот на собранието ги известува пратениците за предлозите за внесување, одлагање или повлекување на точки од предлог на дневен ред согласно членот 70 од овој деловник. Ако членот 70 не се применува, тогаш не се применува и овој дел од деловникот, односно членот 76. Веќе за два члена вие имате пропуст. За секој член од деловникот толкувате онака како што на вас ви одговара. И вака не може да продолжи.